Добре дојдовте. Денес ке дзирнеме во нешто интересно, системот за успех на компанијата Zinzino. Ама има еден важен услов тука. Ке гледаме се исклучиво низ призмата на нивните официјални материјали за обука. Значи, ова е нивната приказна, нивната формула за градење бизнис. Ајде да почнеме чекор по чекор. И се почнува со ова прашање, нели? Што ако? Ова е баш провокативно. Zinzino тука не зборува само за производ, туку нуди поинаков пат во животот. Целата реченица е направена баш за да ве натера да застанете и да се запрашате. Чекај малку, дали навистина морам да го следам оној стандарден пат од 9 до 5? Значи, да биде кристално јасно, ова што го гледаме заедно е директен поглед во нивните официјални прирачници. Не сме тука да судиме или да оценуваме. Целта е едноставна. Да го представиме системот точно, ама баш точно онака како што Zinzino им го објаснува на своите нови луѓе. Добро, ајде прво да ја поставиме основата. Која е главната идеја? Па, срцето на целиот бизнис на Zinzino е персонализирана исхрана. Значи, не е пристапот еве ти витамин, пи го. Не, пристапот е ајде прво да направиме тест, да видиме црно на бело што му треба на твоето тело. И токму тоа е она што ги прави различни, барем според нив. Сега, погледнете ја оваа споредба. Баш е јасно. Лево го имаме класичниот модел. Фабрика, па камион, па магазин, па продавница, цел ланец, нели? Многу чекори додека производот стигне до нас. А десно, моделот на Zinzino. Директно, од компанијата преку партнерот до купувачот. Идејата им е дека со кратење на сите тие посредници, парите, односно профитот, не одат кај нив, туку се враќаат директно кај партнерите. И еве го. Ова е можеби клучот на се. Психолошкиот темел. 92%. Ова бројка од Нилсен е нешто на што Zinzino ја гради целата своја стратегија. И зошто е толку важна? Па затоа што целиот систем се врти околу една едноставна вистина. Повеќе му веруваме на пријател отколку на било кој билборд или ТВ реклама. Препораката е најмоќното оружје. Добро, филозофијата е јасна, препорака, директна продажба, сфативме. Ама што се случува во пракса? Што прави некој која ќе каже, да, сакам да почнам? Тука Zinzino вели дека првите 48 часа се апсолутно клучни. Имаат многу прецизен план, буквално чекор по чекор, за да се создаде залет, одма. И сега, нешто што е баш интересно. Првиот чекор не е ајде да продаваме, воопшто не. Првиот чекор е да седнеш и да се запрашаш зошто јас го правам ова. Системот инсистира новите партнери да запишат 10 своји лични, длабоки причини. Тоа зошто е всушност горивото. Тоа е она што треба да те турка напред кога ќе стане тешко. И еве го тој план за акција. Во 4 точки. Значи прво го најде своето зошто. Што после? Второ, правиш план. Колку време ќе вложиш? Биди реален. Трето, и ова е клучно. Правиш листа со најмалку 100 имиња. Да, 100. И четврто, одма без чекање, ги закажуваш првите 10 состанаци. Ама не сам. Целата поента е ова да го направиш со твојот спонзор, со некој поискусен, за да учиш директно во акција. Сега влегуваме во срцето на оперативниот систем. Тие го викаат the pipeline, или во превод нешто како цевовод. Замислете го ова како една машина. Еден процес, чекор по чекор за продажба и за носење нови луѓе. И целиот систем е дизајниран да биде толку едноставен, што буквално секој може да го научи и потоа да го пренесе на други. Значи, таа машина има 4 главни дела. Прво, создаваш контакти. Не само имиња на листа, туку градиш доверба. Второ, презентираш. Едноставно ја споделуваш приказната. Трето, кога некој ќе се приклучи, го едуцираш, му помагаш да го помине истиот пат. И четврто, најважното, дупликација. Крајната цел е твојот тим да почне да го прави истото што го правиш и ти. Тоа е моторот. И еве една реченица која е во самата срж на нивната комуникација. Фактите кажуваат, приказните продаваат. Пораката е кристално јасна. Немој само да рецитираш состојки и научни факти. Тоа е досадно. Наместо тоа, раскажи ја твојата приказна, твоето искуство. Бидејќи според нив, луѓето не купуваат производи, туку се поврзуваат со приказни. Емоцијата е таа што продава. Добро, приказните продаваат, свативме. Ама како тоа изгледа во пракса? Еве го рецептот во 5 чекори за презентација. Прво, почнуваш со твојата лична приказна.
Второ, поставуваш прашања, слушаш, се обидуваш да разбереш што му треба на другиот. Трето, дури тогаш го презентираш производот како решение. Четврто, нудиш специјална понуда. И пето, можеби најважното, грижата откако ќе се заврши продажбата. Тоа гради долгорочна доверба. За да не се изгуби оној почетен залет, имаат нешто што се вика Fast Start програма. Ова е како мапа за првите 120 дена, со јасни временски ограничени цели. На 30 дена треба да го постигнеш ова, на 60 ова. Целата идеја е да се создадат брзи, мали победи. Првите 4 купувачи, првите 20 партнери. Тие мали успеси се тие што даваат мотивација и велат: "Еј, ова функционира." И сега доаѓаме до она што е всушност долгорочната игра. Вистинската цел. Не е само да станеш супер продавач. Не. Целта е да изградиш мотор за дупликација. Што значи тоа? Да создадеш тим што може да функционира и да расте сам по себе. Без ти постојано да можеш да бидеш тука и да го туркаш. И како се постигнува тоа? Па преку една многу едноставна мантра. Имитирај и дуплирај. Значи, прво гледаш што прави твојот ментор и го копираш, го имитираш, учиш на дело, а потоа, кога ќе го научиш, твојата работа е ти да станеш ментор и да му помогнеш на твојот тим да го ископира истото. Клучот на се е едноставноста. Системот мора да е толку прост за секој да може лесно да го дуплира. Еве еден цитат од нивните материјали што според мене кажува многу. Вашите резултати се мерат со бројот на луѓе од вашиот тим кои присуствуваат на овие настани. Размислете за ова. Успехот на еден лидер не се мери по тоа колку тој лично продава, туку по тоа колку луѓе од неговиот тим се ангажирани и доаѓаат на настаните. Тие настани се како лепак. Таму се случува мотивацијата, обуката, инспирацијата, таму се гради тимскиот дух. И секако, за целата оваа машина да се врти, мора да има и награди, стимулации. Па ајде да видиме што се добива ако некој успешно го следи овој систем. Програмата за награди е на повеќе ниво. Прво, нормално, финансискиот дел. Има директни провизии од продажба. Но може би уште поважно, има и повторливи приходи. Оние што доаѓаат секој месец од претплатите на купувачите. Потоа, има и други работи. Например, бесплатни производи секој месец, патувања, разни награди и секако систем на рангови, кој служи за јавно признание и статус во компанијата. Еден од најинтересните делови од системот за награди е ова. Z4F или Зинзино за бесплатно. Правилото е многу едноставно. Ако најдеш 4 купувачи кои ќе земат одреден почетен пакет, твојата месечна доза на производи е бесплатна. Плаќаш само достава. И ова е паметно, нели? Не само што те мотивира да најдеш купувачи, туку те прави и тебе редовен корисник на производот, и тоа без трошок. И за крај, ова прашање кое Зинзино го поставува како еден вид филозофски предизвик. Личноста со маркерот заработува најмногу пари. Кој го учи растешкиот тим? Ова е всушност целата поента, спакувана во една реченица. Според нивниот систем, вистинскиот успех, вистинските пари, не се кај најдобриот продавач, туку кај оној кој ќе го земе маркерот во рака и ќе почне да ги учи другите, да создава нови лидери. Тоа е тој мотор на дупликација за кој зборувавме. И тоа е според нив она што го движи целиот овој бизнис напред.